Верниот оловен војник. Си беше еднаш едно момче кое за роден ден доби кутија со оловни војници. Сите војници изгледаа прекрасно, но на еден војник му недостигаше една нога. Може би за тоа што немало доволно метал за да биде целосно довршен. И покрај тоа, овој војник кој стоеше гордо и исправено како пушка, му беше омилен на момчето. Кутијата со оловни војници ја ставаше близу еден преубав картонски дворец со ограда од ковано железо и разнобойни цвеќиња и грмушки кои изгледаа како вистински. На влезот на дворецот стоеше една убава балерина со златна коса, исто така направена од картон. Таа стоеше на врвот од прстите на едната нога, додека другата нога високо крената во арабеска и беше покриена од долгиот балетски фустан. Кога војникот ја здогледа, мислејќи си дека таа има само една нога, веднаш се заљуби до уши во неа. Љубовта ме погоди здраво, со слатна стрела во срце право. Едно знај, иако една нога немаш, од љубовта здив ми земаш. На полноќ, кога сите спиеа, играчките оживуваа и почнуваа да шетаат по собата. Војникот со една нога излезе од кутијата заедно со неговите другари војници, марширајќи во колона и застана онаму од каде што можеше заљубено да гледа во балерината. На неговите погледи, полни со љубов, таа му одговори со насмевки и кимнување. И таа го љубеше него. Следното утро, момчето го најде војникот надвор од кутијата, па го седе и го стави на прозорската штица. Наеднаш, силен провев го оддува војникот долу на улицата, преполна со луѓе. Веднаш потоа дождовни капки големи колку топовски ѓулиња почнаа да паѓаат врз војникот. А шумна калвива вода почна како река да тече по улиците. Момчето истрча да го бара, но многу текочи и минувачи сосема го зацкриваа. Разочарано, момчето се врати дома, плачејќи поради загубата на неговиот омилен војник. Две деца, кои си играа со хартиено бродче, го здогледаа војникот и решија да го пуштат да плови по надојдената вода. Немирната вода го однесе бродчето во канализацијата. Во таа смрдлива темница, војникот не се исплаши и постојано мислеше на неговата љубена. Иако не сме заедно сега, мислата сал по тебе ми бега. По некое време, водата од канализацијата излезе надвор од градот. Брзото поточе се слеа во едно езерце, а оловниот војник изведе фантастичен скок во водата. Додека тонеше, една голема риба си помисли дека тоа е вкусен залак и го проголта. Сосема случајно, таа риба ја улови еден рибар кој потоа ја продаде рибата на готвачката на семејството на момчето. Таа ја распара рибата за да ја ичисти и веднаш го препозна сиротиот војник. Момчето беше пресреќно што му се врати неговиот омилен војник и триумфално го однесе во неговата соба. Погледите на војникот и на балерината повторно се сретнаа и тие си разменија сладки насмевки. Но што момчето забележа дека војникот смрдеше на риба и дека неговата боја се излупила и извика: "Бљак, не го сакам веќе!" и го фрли право во огновите од каминот. Војникот почна да се топи пред очите на балерината. Одеднаш, низ собата профучи силен провев, која крена балерината во воздух, а таа се спушти со грациозна пируета право во огнот. Стопениот метал од војникот и топлата пепел од балерината се споија во нежна преградка и од тој миг веќе ништо не можеше да ги раздели. По ништо друго срцево не копнее, љубовен огнат во нас беснее.